Йоу, йоу, йоу. 5 Самајле. Многу јак роуд трип. Може би насловот ви има откриено. Каде сме и што правиме. Ама, ќе се обидам да скрием и во насловот, за да биде возбудливо првите 10 минути од влогот. Со многу јака екипа одиме на многу јако место. Значи на многу јак роуд трип. Ја одам сега на паркинг да земам колата. И се што ќе ви биде објаснато понатак. Секако одиме да уживаме пред се, да посетиме нови работи и многу убаво да јадеме. Така да, многу е мирен градот кога е окурано. Ама nevertheless има некоја убавина кога станува што окурано. Само не е за мене, барем за сега. Мислам рутината ми е до 8 савајле, 5 савајле малку хардкор за секој дневно. А инаку, местото каде што одиме е на еден начин кажано местото каде што е родена ренесансата на човештвото. И таму твореле фаци како што се Данте Алигиери имаат сликано и скулптурирано фаци како Микеланджело, фаци како Леонардо да Винчи. А за тие што сме Assassin's Creed фанови, ова е едно топ 3 места што би сакал секој да ги посети. Така да stay tuned. Омага, мај Шеила, што прави тука толку рано? Кај си бе, патче? Што викаш, не те разбирам? Еј, прво да видам патче да палета. Оу, damn. Бум! Остатокот екипата се придружува. Елена Мафни. На средина? Теодора шокирана си што одиме толку рано. Ано, че си... Тонко работа 12 сати и немало шанса од средина. Јас седев до Македонија. На седев до Македонија, пели. Ето ме наместија, двајцата Таков си късмет си. договориле дома и... Таков късмет си имала. Тоа е. Заврати се. Премивме. На бензинска мислам немаме пауза. Ама мој совет ви е, инаку, одиме Италија. И мој совет, барем од моје искуство до сега, што сум возил во Италија, е многу слабо, има бензински пумпи, така да или спремите се од претходно или проверите да добро рутата кај можете да паузирате. Ние сме. Спремни сме? Спремни сме, ако може да... Ако може да отклучам. Кажав дека нема бензински, значи стварно нема. Едвај снајдовме една и вака во планина пикната, значи. Едвај никна од нигде и никаде. Сега малку да се рефрешнеме и... Ќе се рефрешнаш? Ако не откривте според таблите, дојдени сме во Фиренца. Флоренц. Така да, тука ни е паркирана колата, значи паркингот е перверзија. Сами сме тука и као изолирана ни е колата, под сенка, внатре во гаража, со камери. Напишете коментар ако сакате да ви кажам каде се наоѓа точно оваа гаража, дека е на самиот рап од ТРЗ зоната, а ТРЗ зоната инаку е зона ни секаде низ Италија во старите градови, каде што не како историска зона и не смеете да влезете со вашиот автомобил, има камери насекаде и казните се од 100 евра па нагоре. И ако не знаете, може да влезете така, мали се таблите, да не ги приметите и да платите големи казни. Така да, многу јака гаража најдовме. Јас сум водичот, со навигација, со Педеруша, екипата. И одиме да го видиме Дуомото или погледот кон Дуомото.
Така да не знаеме, ќе видиме точно кај не носи итинерите. Се доближуваме до Дуомото и до катедралата истовремено. Дали сте мотивирани, Тонко, дали си мотивиран да качуваме 400 скали? Ja dolje će već čekam. Ти доле ќе чекаш? Елена? Ќе размислам. Ти ќе размислиш, Ано? Има време, ти размислиш, ти ќе се качуваш? Да. Респект. Респект, ти секогаш била адвенчурес тајк. Прејако. Прејако. И тоа е ова само задниот дел. Тек одиме од напред да го Ќе видиме. двоиме време за сликање. Да, ќе двоиме. Мораме да одиме се сликаме. Како е? Многу е убаво. Респект. Тука има вистинска реплика од статуата од Давид. Ние имаме букирано и во музеот да ја посетиме. Ама ако не сакате гужва за да се сликате убаво, пошто во музеот ефтин гужва, тука ја имате статуата да ја видите и да се сликате. Као буквално е one for one реплика. А ние одиме да ја видиме музеот, зашто никој не може со главната нинџа желка, Микеланџело. Колку си сигурна во твојата одлука? Штом сите стајле, а? 100% сум сигурна. 100%? Одлучена сум, еднаш можам да го направам. Значи имам деца, не им го поврачувам ова. Да? А кога ќе го видат видеото? Така ќе ми речеме него. Така ќе ми речеш дека не сме, а? Бум! Win. Госпоѓата Теодора моментално е во Пандора и купивме ново привезаче од Фиренца. Плативме, сега чекаме да ни направи Теодора презентација. Видите што ти купивме? Ќе го презентираш? Ајде, презентирај го. За да не го отвараме. Еве го Првото? првото. Многу е Со убаво. знакчето на Фиренца, Фиорентина, не знам точно како го викаат. Ама тоа беше најуникатно за Фиренца. Да, многу. Другите беа без вeze. Убаво е? Сречна си? Ајде. Редицата за Алантико е огромна. Скроз онаму некаде не атени. Упс. Така да имаме карта за во музеот, не знам дали ќе стигнеме да јадеме од Алантико, ама имаме јадено неколку пати и во Рим и во Верона, така да
Не ни е као прво искуство за да чекаме толку. Многу има редици, видите. И си зедовме сендвичи од друго место, за да не чекаме. Ано, презентирај. Също беше моето са паршут. Уин. Ми падна това. Деца, јадете? Много мило. Да? Да. Тонко, first impressions? Добар? Теди? Супер. Да? Сендвичите беа 5 од 10. Ано се слагаш? Се слажвам. 5 од 10. Суви, не беа премачкани. Вкусни. Вкусни се, ама не е тоа како Алантико, ама не ни се чека. Дефинитивно не ни се чека. Сладолед добивате за 10 евра. Уин, ја и Тонко сега треба заедно да го демолираме. Нема шанса кокава. Сторнирани сме скоро стомага. Први импресии. Ти не го гледаш чораси? Ја, што треба да видам? Каршија на му не го гледаш? Ништо не гледаш? Се премаривме, се надам дека уживате од кадрите од Фиренца, градот е прекрасен. Значи тука треба само да се шета и да се шета и да се шета. Има многу улички, стариот град е многу убав, изолиран е од возила, значи многу убаво за шетање. Ние наидовме на едно ресторанче, Indomie и имаме нарачано за јадење. Толку што нарача? Пица дјавола. Пица дјавола, респект. Што беше паста со месо, со црвен сос. Со таскан рагу. Теодора класика, да, карбонара. Ејна, њоки. Њоки со горгонзол. Јас затоа што ги пробавме во пастата од Елена има шпагети, на едно место имаме таљатели и јас сакам да пробам како се вика? Равиоли. И јас сакам да ги пробам равиолите, со што мислам затоа што се име домашно. Така да ја чекаме храната. Многу убаво тука, дувка и убава атмосферата. Да, полнети се со спанеч и со рикота. Иначе погледнете атмосферата. Тука има пазарче некое, као трифт. Тука си шеткат и овака поредицата е се ресторани. Покажи го ресторанче. Да. Ресторанчето кај што сме ние. Права домашна Ево паста. тука, да, и права домашна паста може да ја видите тоа на прозорец. Ја чекаме пастата. Стигна дјаволата. Искрено, Тонко, не зезна? Искрено, респект. Многу јако ја изгледа. Еди, респект. Изгледа топ. Мириса топ. Искрено, меѓу подобрите карбонари. Кога нарачувавме карбонара, прашавме во менуто стоеше дека се прави со ригатони. Прашавме дали може со шпагети или со таљатели и многу културно ни рекоа дека нашиот шеф ве советува да ја јадете со ригатони. И ми се свиѓа што културно го кажа, затоа што обично се непристојни кога ќе нарачаш да се смени рецептот. Тонко, ти што викаш? Много е добро.
А на тест тест? Стварно? Ова е тоа. Дај да видам ја. Слонината што е? Сланината нема. Сега чистиш. Guanciale, origini. Респект. Гул сос. Ајде пели. Трни го грмувчето. Ова не ми прави алергија, нели? Не, не. Стварно е добро? Браво, win. Ана има њоките во горгонзола. Ја малце си изгорам. Респект, па пазите е вруче да го имаат печено. Може да го почекаш да се олади. Ајде видиме тест. Страв ти е? Вруче е. Постај го. Постај го. Бум! Пак моето е најфенси. Да отрнеме грмувчето од розмарин. Добро? Има горгонзола, а? Зашкрна го? Напорно, ама продолжуваме понатака. Одиме уште неколку работи да посетиме некои убави градини и имаме многу јако место за да чекаме сансет. Сними го околу карта. Како? Ова овде продава карти? Колку пари е една карта? Те слушна? Да. Не може да поминете во Италија без да се здробите од јадење сладолед. А, тонко. Многу е добар овој вториот сладолед. Со лешник и со чоколада. Win. И вака како уличари седиме и јадеме сладолед. Цел ден. Буквално на секој сат време по еден сладолед јадеме. Тапкаш? Уилен сладолед? Сега ја постави тоа? Манчусо. Еве го... Нешто такво. Многу е слично на внатре на Ла Романа во Рим. Да. Добро джелато стварно. Си купивме капче, многу јако. Прво респект за турист шопот, значи многу уникатен турист шоп, одавна неам виден и многу поштувам вака. Овој уникатен турист шопот. На Теди изедовме, oh my god, the Florence shopping bag, wow. Многу е добро. Да? Многу. Покажи Ти овде свиѓа? како изгледа полна, мислам сега ја немаме наполнета, ама. Да. Еве. Уин, се мислевме помеѓу неа и вака некоја, ама искрено Тоа е мислам тоа. дека добар избор направивме. Да. Убав Уин. сувенир. Да. И плюс имаме кај да ги ставаме глупостите што ги купуваме цел ден. А, може. Ајде, так. Ано не сладоледот, ано сладоледот не. Ано сладоледот не. Чува, Ана, гледаш, не ми го изеде. Респект. Моментално сме на половина хајк. И ово е и погледот, а? Се заморивте? Одиме догоре да видиме како е погледот. Уште малку недели од целта. Допревме да одмориме малку. Значи тука горе треба да се качиме кај што се луѓето. И наводно има убав поглед. Се молиме на некој индиец или на некој бизнисмен че му текнало на овие тезгиве тука да има вода да продава, затоа што инаку умревме. Значи што ви кажав? Респект, ова е најголемиот бизнисмен од сите овде. Нити сувенири се битни, 3 вработени има братот, Растура. Да. Значи, братот Растура овдека џабе продаваат сувенири, да, конјчето го рани. Ја него. Тука имаме бакарна статуа од Давид. И сега, не знам дали сте спремни, Тонко со зборови да им го пишеш погледот пред да им го покажам. Многу добар. Вајб, а?
Така да, тоа беше тоа од ово видео. Како си помина? Многу убав град, прекрасно си поминавме и за крај ги гледаме сансет. Како си поминавте? Си поминав одлично, ама многу заморно, пошто не сме спиени и ме болат нозете, ама worth it. Ано? Уморивме, ама... И имам 2 плюскавци на нозете, ги осеќам. А сега да го одјавиме влогот со најбавиот поглед од Фиренца.